Се ближат матурските прослави. А вас можеби не ви се слави таму каде што ќе ви кажат наставниците или професорите. И затоа АТ ќе ве запознае со еден правилник или пример за тоа како сами можете да си организирате матура или полуматура и да си поминете на љубаво. Сведоци сме на секојдневни барања, повици за правда, правичност, човекови права и така натаму. Поради тоа се одлучивме во овој прилог да ви споделиме на успешна приказна на гимназијата Јосип Брз Тито од Битола, каде што тамошните матуранти се организираа во матурски одбор, односно формираа еден мини пленум, каде што си ги побараа своите права и самите организираа својата матура. Приказната е стара 4 години, но ја актуализираме сега, бидејќи се организираат матурите. За ова зборувавме со Моника Стојчевска, председател на тогашниот матурски одбор на гимназијата Јосип Брз Тито од Битола. Во нашата гимназија постоеше матурски одбор, меѓутоа начинот на кој што тие функционираа не ни се допаѓаше и затоа решивме да направиме промени. Започнавме со гласање кое што беше спроведено на ниво на целата генерација и од секој клас беа избирани по двајца членови кои што ќе бидат дел од собранието на матурскиот одбор. Подоцна се одржа седница на собранието на матурскиот одбор, каде што усвоивме правилник. Со правилникот ние го променивме начинот на функционирање на матурскиот одбор. Првично се изгласа председател, чија што задача беше да обезбеди понуди од страна на музички групи, ресторан, фотостудија. Потоа изгласавме и подпарол, кој што имаше задача сите овие информации јавно и на транспарентен начин да ги пренесува на целата генерација. И исто така се оформи и ново тело, кое што досега не постоеше, односно надзорен одбор, за да бидат транспарентни работите и да нема неправилности, односно да ја контролира целосната работа на матурскиот одбор. Сите понуди беа јавно истакнувани и се гласаше на ниво на клас во исто време и се водеа записници кои што подоцна на седниците на собранието на матурскиот одбор беа сумирани и така ги правевме нашите избори. При една ваква организација следуваат гратиси од страна на одбраниот ресторан и фотостудиото, кои што ние ги распределивме правилно за социјално загрозените семејства. При нашето работење наидовме на обструкција од страна на управата во гимназијата. Подоцна јас лично бев инволвирана во понуди за подкуп од страна на некои фотостудија и туристички агенции, на кои што не подлегнавме, бидејќи јас како председател имав задача тоа да го пријавам во надзорен одбор и тоа беше санкционирано. Матурскиот одбор успеа да оствари директна демократија, учениците продолжија да ги следат нашите постапки и затоа ве охрабрувам да не подлегнувате на никакви подкупи и малверзации, бидејќи тоа е непочитување кон самите себе, а потоа и кон другите, бидејќи ако можевме ние, можете и вие. Значи, ако се сакало, се можело. Овој правилник од неколку страни успел да направи промена. Па така, сите борци за човекови права, ентузијасти за промени и така натаму, можете слободно да не контактирате и доколку сакате да добиете бесплатна копија од правилникот и да направите промена во вашето училиште.